дека пленарење во зима е веќе еден, да кажам, напреден степен на пленарење каде што самата планина, самата природа е многу посурова и е многу поопасна отколку во лето. Неколку пара на ракавици, јакна, една или две јакни минимум, неколку парчиња облека кои што се носат во облик на слевито облекување, исто така потребен е одреден дел од техничка опрема ако одиме на високи планини каде што имаме замрзнати и изложени делови, како што се дерзи кои што се монтираат на самите пленарски чизми, исто така потребен е цепин, потребни ни се многу подобри ракавици за разлика од оние кои што користиме во лето кога ќе имаме неповолни услови. Исто така ако имаме на пример некоја тура која што е техничка или тура која што е на повеќе изложен дел каде што има карпи, ледник или било што, задолжителен дел исто така е самата кацика која што е дел кој што мора да го има секој од нас. Треба да се има кутија за прва помош составена од газа, неколку триаголни марами, завој, некој спреј за ладење, понатаму некои облоги, некои апчиња кои што согласно со потребите на индивидуално е тоа. Исто така да знаеме како да ракуваме и со прирачните средства кои што во тој момент може да не се најдат, да знаеме некои основни повреди, значи да знаеме како да изреагираме во случај на хипертермија, хипотермија. Тоа се некои основни повреди кои што иако делуваат лесно, сепак може да бидат од клучно значење и да ни го спасат животот.